Ова е новиот Kia Sportage. Најпопуларниот и најпродаваниот модел не само во Македонија, туку и многу поширок. И за прв пат во Македонија оваа епизода ќе прикаже нешто што до сега не се прикажало. Односно ќе има споредба, директна споредба на две верзии. За вие најдобро да знаете што сакате, кои се разликите и што ви треба. Но затоа ми треба да направите subscribe на ова видео. Нормално, лайк, subscribe и коментар и споделување, бидејќи на таков начин можам само се повеќе и повеќе вакви работи да ви прикажам и да продолжам да го работам ова што до сега го работам на подобар начин. Пристигна новиот Sportage и како што вика Kia, спремен е да промени играта. Јас само би дополнил дека Sportage многу одамна ја промени играта, само со секоја нова изведба дополнително ги крива стандардите повисоко и повисоко и повисоко за конкуренцијата, секој пат да се труди бар малку да се доближи до него. Дали им беше потребно да направат нова изведба? Искрено според мене не, бидејќи старата, претходната функционираше многу добро, стварно одличен модел. Да, можеби дизајнерски некои работи во моментот сега гледам дека поубаво било што направија промена, но клучната измена зошто дојде нова изведба од Sportage е поради тоа што сега Kia нуди нови пакети на опременост, Concept, Ultimate и GT Line како што е тука, највисокото и најсоленото ниво на опременост. И на таков начин сега буквално точно знаете кој пакет ви треба и никој пат со Kia да не се чувствуваш оштетено или да мислиш дека имаш направено одреден компромис. До душа, Чко Владо, менаџерот на Kia, секој пат знаел да опреми стварно, секоја Kia да биде стварно добро опремена и секој пат да се чувствуваш убаво, модерно и заслужено. Знаете ли дека при снимањево сигурно на 10 пати бев прекинат од луѓе кои што поминува, леле, мора да го видам ова или новиот Sportage, дајте молам објасни ми прават ли старо за ново, сигурно 10 пати. Е толку многу привлекува внимание и толку многу има голем интерес за него. Затоа се кажува најпопуларниот. Добро, сигурно сега се кажувате, окей, само ради имињата ли на пакетите се направи нова изведба? Не. Во тие пакети сега има комплетно различна опрема, односно стандардниот почетното ниво има буквално се од опрема што ви треба за таа цена. Ultimate има нешто комбинација и GT Line има буквално се од опрема. А во ова видео, како што ви кажав, ќе видите за прв пат во Македонија комбинација на двете возила, односно на две изведби, за да можете точно да споредите. Односно сега го возам GT Line, најскапото ниво, а понатаму во видеово ќе го видите и Concept, почетното ниво. За да видите точна разлика, не само во цена, туку во опрема, за да знаете што вас ви треба. И окей, пред да почнам да ви објаснувам што има во GT Line и што има во Concept, треба прво да ви ги објаснам разликите кои што ги има оваа нова изведба на Sportage. Односно, тука, како што можеме да видиме напред, има комплетно нова маска, нови светлони, бумеранг светлата повеќе ги нема, односно ако ги гледаме тука формата на бумеранг, повторно некако ја има, но изгледа сега многу поубаво, помодерно, полуксузно. Јас би рекол дека новиот Sportage изгледа многу полуксузно во било кој пакет на опременост, изгледа многу помодерно, поинтересно, повпечатливо. Нови бандажи, нови форми на бандажите во сите три нивоа. Позади на задниот дел исто нови браници, нови светла околу мегленките, рикверт светлото, формата на штоп светлата се истите, не се променети, но внатре како се поставени самите светла, сега изгледат многу помодерно и стварно целиот Sportage изгледа многу повпечатливо, многу мали суптилни измени вака генерално се поставени, но многу добро функционираат. Што се однесува до внатрешниот дел, тука внатре, тука имаме комплетно нов волан, екраните, поставеноста е иста како во минатата изведба, но сега имаме подобри системи,
подобра графика, пореспонзивни, поубаво мени распределено, стварно многу подобро функционира. Можете да го поврезете вашиот телефон без разлика дали Apple или Android и да немате никакви проблеми, само си го поврзувате со Bluetooth и вуала. И плюс на сето тоа, ова го има во сите 3 нивоа. Значи не сте оштетени во ниту едно ниво со оваа луксузност. Дополнително на тоа, покрај формата на воланот, покрај екраните, имат направено и измена во самите материјали, искористеноста на материјалите, кои што сега ги нема ние пиано блек материјали и лесно и брзо да се изгреват и да не изгледа така ново. Сега е поставена оваа нека имитација на алуминиум, која што искрено мене ми се допаѓа, бидејќи прво многу поотпорна на такви гребаници, второ изгледа многу поубаво. Не сум фан на таа пијано црна пластика. Плюс, поставена е подобра звучна изолација, што значи дека внатре е стварно многу потивко и многу по-удобно на поголеми брзини на автопат која ќе излезете. Во поглед на перформансите станува збор за 1.6 турбо бензинецот, истиот мотор, но е малку преработен, што значи тој има нова компјутерска мапа, која што сега малку поинаку реагира со менувачот. Во моментов тука имам 7 степен дуал клач автоматски менувач, а во понуда кај концептот имате и 6 степен мануелен менувач. 180 конски сили во GT Line-от со погон на 4 тркала и 150 конски сили во концепт верзијата со преден погон, исто така и во Ultimate. Една од главните причини зашто еден од најпопуларните модели е бидејќи е практичен. За таа цена добивате убаво опремено возило, убаво изгледа и е практичен. Си останува со големиот багажен простор од 591 литар багажен капацитет, кој што многу ми се допаѓа што е рамна ивицава на браникот и лесно можете да го истоварате и товарате потешкиот багаж. Дополнително на тоа е широк и простран тука внатре, можете убаво да ги сместите сите куфери. Дополнително на тоа под оваа даска тука имаме во стандард, значи во секоја опременост имате резервно тркало. Не го доплаќате, тоа е многу клучна работа. Не се замарате со вакви глупости да доплаќате кој ќе ти треба, тогаш да мислиш леле зашто не сум го ставил во опрема. Го добиваш. Дополнително на тоа, за да биде уште попрактичен, куки за качалки, за убаво да го стегнеш твојот багажен простор, да не ти тропа ни секаде низ интериерот и 12 волтен приклучок за струја. И секако од тука можеш да ги спуштиш задните седишта. Сега на задните седишта, тука кога ќе влезеш внатре, убаво, широко, пространо, практично, тоа е придобивката на спортаж, што тука стварно се чувствуваш убаво дури на задната клупа. Убаво широко, како што кажав, нема нешто превисок и преширок тунел, што значи дека тројца патници можат убаво да се сместат тука и да возат на долги релации. Дополнително на тоа ми се допаѓа што овој наслон тука се подместува на оваа рачка тука доле и можеш да се прилагодуваш онака како што тебе ти одговара. Полегнато, поисправено, буквално си се наместиш ти како што сакаш. Наслон за раката со две остави за шишење, лесно достапни ISOFIX куки, ми се допаѓа исклучително многу што на централна конзола тука имате една мала остава, нормално ги има отворите за вентилација, но USB портите се поставени на самите седишта лево и десно. И на таков начин кабелчето ти доаѓа многу поблиску до тебе, не ти се влече на сите страни, не ти пречи кога се возите тројца и всушност многу попрактично. Дополнително на тоа за да биде уште попрактичен, имате една кука тука на самите седишта, има една закачалка за палтото, сакото, што и да сакаш да си го поставиш на самото седиште и нормално кука која што ја имаш и тука горе. А да, по ова ниво имаме панорама. Многу убаво, многу кул, стварно многу убаво. И останува уште само тука напред да ви покажам што нуди спортаж. Значи, убава, голема остава под наслонот за рака со 12 волтен приклучок за струја овде, две остави за шишење кои што многу ми се допаѓаат со ова копче вака кога се отвараат овие држачи, многу кул ми изгледа. Нормално, како што ви кажав, овие нови материјали, тука се греачите за седишта и што е многу кул. Греачи на седишта во сите нивоа, имате напред и имате и позади. Во сите нивоа. Дополнително на тоа, тука во моментов имаме бежичен полнач под оваа
даска и нормално тука можете да се искористите и дополнително се оставате некои тракатанци што ви требаат. Ми се допаѓа што овој екран исто така е во стандард тука доле за клима уредот, но со едно копче притискате и ви се појавува опцијата за навигација, што е супер, бидејќи има и самиот модел навигација своја, и нешто што ми е многу кул и многу практично за секој спортаж, што на самата врата го има ова запче тука што кога подалеку наместо да се буткаш да фатиш овде рачката, но ова можеш да го фатиш ова делче само да потегнеш кратко колку да се приближи до тебе и да си ја затвориш. Сега, доаѓа моментот да ви ги споредам двата модели. Концептот со GT Line. Како што ви кажав, ова е GT Line и како разлики ги имате следниве. Односно, Black Pack, односно сите детали кои што ги има низ автомобилот се црни во сјајна пластика. Океј, за одржување е малку потешко, но за изглед е фантастично убаво. Дополнително, како GT Line добивате 19-инчни бандажи кои што изгледат искрено. Може би треба време да некој да ги навикне, но мене ми изгледат убаво бидејќи како GT Line, нешто што го приметив, нема ништо спортско, бидејќи GT нели асоцирана малку по-спортски, но во GT Line се што добивате изгледа многу по-луксузно. За мене апсолутно GT Line е најлуксузната верзија на спортаж што можете да добиете. И овие бандажи ми изгледат многу по-луксузно. Во сите три нива добивате предни LED светла, но во GT Line добивате и со асистенција, тоа значи дека LED матриксот тука функционира безпрекорно добро, не е со толку многу LED диоди како пример во Opel, но има сосема доволно и толку брзо реагираат за навечер, секој пат да имате точно добро осветлена површина, да не пречите на ниту еден друг учесник во сообраќајот и ниту еден знак да не ви пречи. Плюс во GT Line добивате и LED задни светла. Овие убави кожни седишта со оваа комбинација црно-бела ја добивате во GT Line, плюс меморија на седиштата, две мемории имате на предното возачко седиште, електрично подесиви се двете предни седишта, ладење на двете предни седишта и дополнително имате опција за 360 степени на камера, додека во концепт добивате само задна камера и сензори. Во ова GT Line ниво на опременост добивате и активен систем кој што ве предупредува за возила додека излегувате од паркинг или излегувате во рикверц од некоја уличка и секој пат ви кажува од која насока ви доаѓаат возилата и сето тоа го гледате тука на екранот. Нормално добивате панорама, електронско отварање и затварање на багажната врата, 7 звучници од Harman Kardon из целиот автомобил плюс активен сабвуфер и 10-инчен head-up дисплеј пред возачот. Амбиентално осветлување тука внатре во интериерот. Имате 19-инчни бандажи во ова GT Line ниво на опременост, дополнително на тоа како што кажав погон на сите 4 тркала и секако добивате во двете ниво на опременост асистенција за предупредување на пешаци, велосипедисти и било какви пречки напред пред вас, со тоа што во GT Line нивото на опременост е серија 2, додека во концепт 1,5. И секако асистенција за помош при возење на автопат во GT Line нивото на опременост е исто така серија број 2. Додека ке концептот надворешно разликите се во браниците нормално, но ако не ти ги кажам така јасно и прецизно, можеби нема лесно да ги приметиш, бидејќи одредените измени се тука напред имаше кај GT Line-от една голема коцка кај магленките, тука ја нема, се оставени само две коцки од магленките, изгледат повторно интересно, но ги нема. Друга разлика се светлата, која што во GT Line-от имаше 4 вакви коцки од LED диодите, тука се само 3, но и тука се LED светла напред и позади, со тоа што тука ги немаат оние матрикс светла за асистенција дополнително да ти помагат со палење и гасење на LED диоди. И од страна може да се приметат бандажите кои што тука се 18-инчни. Другото во глобала е исто. Внатре концептот доаѓа со текстилни седишта, но она што ми се допаѓа што во сите три пакети добиваш 12,3 инчни екрани, односно истиот екран го добиваш во сите три различни нивоа. Без разлика дали имаш Apple или Android, можеш да си го врзеш телефонот со екраните и можеш да поврзаш и навигација и се што ти треба. Дополнително на тоа, грејачи на седишта напред, грејачи на волан, грејачи на седишта позади, ти се стандард во концепт. Единствено што немаш ладење како во GT Line-от. И исто така имаш auto hold и паркинг камера.
Бидејќи има само една камера тука позади, во концепт добиваш како стандард и паркинг сензори позади, но и напред, што значи дека за безбедност при паркирање во урбаните средини секој пат ќе ти биде на ниво како што треба. Но кога станува збор за безбедност на автопат и за возење на посериозни брзини, тогаш ги имаш истите безбедностни системи и во концепт, и во GT Line, и во Ultimate. Што значи дека систем за задржување во сообраќајна лента имаш во концепт, систем за автоматско стопирање имаш и во концепт, и систем за избегнување на мртва точка имаш и во концепт. Искрено, многу ми се допаѓа што во двата пакети ги добиваме оние клучни работи кои што ни се битни за 21 век, односно сите безбедностни системи ги имаме и тука и таму. Не е битно дали ќе го купиш почетното ниво или најскапата, најлуксузната изведба. Разликите, како што видовте, се во тие некои луксузни делови, како кожниве седишта, како панорамата, нешто што дополнително сакаш да го имаш. Но ако сакаш да купиш нов, модерен автомобил, со модерни безбедностни системи, со сите работи кои што ти требаат животот да ти биде полесен, како поврзување на телефонот, како користење на навигација, како било што за 21 век од поврзување на сите тие геџети кои што ни требаат, односно од кои што сме зависни, тоа го имаш во било кое ниво на опременост. И затоа средното ниво не ви го ни покажам, бидејќи тоа е комбинација од двата пакети. Ако нешто ти фали во концепт, можеш да го земеш во Ultimate. Ако ти фали нешто во Ultimate, можеш да си го земеш GT Line. Затоа ви го покажам двете крајности, почетното и најлуксузното. Сега, за возење, како што ви кажав, во GT Line добивате 4x4 систем. Оно што ми се допаѓа, што кај двата модели, тука ги имам копчињата за драйв мод, а за GT Line-от, ради погонот, имате и копче за заклучување на погонот на сите 4 тркала. Тоа значи дека ако некој пат ете сакаш да отидеш на оффроуд, иако не гледам причина зашто во спортаж ти треба погон на 4 тркала, бидејќи системот во концептот работи страшно добро бидејќи те вади од секоја работа која што ти треба. Но ако ти треба погон на сите 4 тркала, го имаш тука, си го заклучаш диференцијалот и активен погон на сите 4 тркала, што е супер. Во поглед на тежина, да, му се чувства поголема тежина на GT Line-от, нормално ради погонот, и тоа дефинитивно резултира со минимално повисока потрошувачка, односно тука јас имам некаде околу 8,889 добиено потрошувачката на овие 7 дена што ги имам за возење на Kia Sportage, што релативно е добра потрошувачка за тежината, за големината и за 180 конски сили. Истиот мотор е во двата пакети, 1.6 турбо бензинец со 7 степен dual clutch автоматски менувач, или во концептот имате опција и за 6 степен мануелен менувач. Како минимална критика што имат направено еден ремап на софтверот на менувачот и на моторот, што сега малку е потребно повеќе да дадете газ тука кај автоматикот за да тргне, за да не биде така агресивно тргањето како во некои конкуренти што знае да биде, но има една мала тромавост додека се добијат сите перформанси кои што ви треба. Тоа би го дал како критика. Во останатиот дел, искрено перформансите му се апсолутно одлични. Имате на располагање одличен менувач кој што е брз, респонзивен, дури ги имате лопатките тука зад волан што едноставно ако ви треба за моторно кочење од планина кога се спуштате или сакате едноставно вие малку да бидете дел од целото тоа возење, од тоа цело искуство, во тој случај можеш да си ги менуваш брзините тука зад волан. И тоа да биде стварно убаво, квалитетно, брзо, да не се нервираш дека има некаков легинг, односно некакво кочење на брзините. Убаво функционира за спортаж, за намената која што има, убаво функционира. Нешто што многу ми се допаѓа во двата модели, што се прилично стабилни. Нема клатење. Мислам, нема такво навалување како што знаат да имат негови конкуренти од оваа висина. Убав стабилен автомобил. Нормално има минимално навалување ради самата гравитација, но не е тоа не
пријатно или да треба да се навикне или да треба да внимаваш во кривини. Можеш дури да го зафрлиш по некој пат малку поагресивно во кривина и тоа да не представува некој посериозен проблем. Стварно сум фасциниран од тие моменти. Треба нешто да знаете друго, дека ради тежината од погонот во GT Line добивате забрзување од 0 до 100 за некои 9 секунди. Додека во концепт верзијата е 8,7-8,8, што за некоја стотинка е побрз ради таа тежина. Дополнително на тоа, крајната максимална брзина е декларирана, јас тоа не можам да го проверам, бидејќи ќе ме казнат, но кај концептот е 193 лимитирана, додека во GT Line-от е 203 км на час лимитирана, што е минимална разлика, искрено не ви ни значи. Но морам тука да ги пофалам двата модели, дека имаат фасцинантно одлична изолација, многу е подобрена од претходната изедба. Се разбереме, ова е само фейслифт. Подобрени се некои работи кои што во претходната изедба биле давани некои минимални критики. Што значи дека не е комплетно нов модел, а има стварно голема разлика. Стварно се чувствува изолацијава многу дека е подобра. Овој спортаж сега е многу по-премиум. Го добивате тоа премиум чувство, особено во GT Line, како што кажав, го немате тоа спортско чувство, туку го имате тоа премиум чувство, таа луксузност, таа уникатност. Сега, вака кога се споредат двата модели, се добива јасна слика на кој пакет што добива и која е разликата. Апсолутно ќе се согласам со вас дека разликата е висока, 10.000 евра, но кога што гледаш и сам дека за 10.000 евра има стварно голема разлика во опременост. Но кај Kia, она што е многу битно и она што сакам да го потенцирам со оваа епизода е следново. Дека без разлика на кој пакет на опременост ќе го одбереш. Еве правам крајност од најосновното до најбогатото, до најлуксузното, до најопременото. Разликата е дека доплаќаш само одредени луксузности кои што ако имаш можност ќе си ги докупиш. Ако немаш можност, сепак имаш автомобил кој што ги задоволува сите потреби во 21 век. Имаш доволно модерен автомобил, доволно безбеден автомобил и доволно опремен. Да имам грејачина, сешта грејачина во лани, сега да не ви ја повторам пак истата опрема, гледаш дека сето она што ти е неопходно го имаш. Не плаќаш, не доплаќаш за тоа. Тоа е предноста во Kia и токму затоа тоа е еден од моментите зошто спортаж е еден од најпопуларните модели. Но за возење разликата, како што кажав, во GT Line добиваш 180 конски сили од 1,6 турбо бензинецот со погон на сите 4 тркала. Во спротивност имаш 1,6 турбо бензинец со 150 конски сили и погон на предните тркала. Искрено се чувствува разлика, но не така како што мислите. Разликата е следна. Во концепт пакетот е малку по-респонзивен, малку по-жилав на по-ниски вртежи, бидејќи овој пакет функционира мапиране на по-ниски вртежи да даде подобра респонзивност. Искрено во GT Line-от ми се допаѓа оној момент кога ќе дадеш мигаец, па тука кај обртаите, кај инструментаблите се појавуваат тркалца со камерите од страна, доста корисно и практично кога ќе платиш особено малку поскапи бандажи за да видиш да не ги изгребеш, но искрено и во концептов тука се пронаоѓам со сите овие безбедносни системи кои што ги имам како стандард, читање на радари, како што кажав, паркинг камера задна, но со добра резолуција, паркинг сензори кои што убаво ми кажуваат до каде ми е возилото. Убаво се снаѓам, убава комоција има, без разлика во кој пакет, убаво се чувствуваш секаде. И тоа е големата предност кај спортаж, што имаш разлика во опремата, но во ниту еден момент не се чувствуваш дека нешто правиш компромис или си оштетен или да се чувствуваш нелагодно бидејќи си немал доволно средства за да го платиш поскапото ниво. Јас само ќе ви потенцирам дека ако гледате концепт пакет, кој што мислам дека можеби ќе биде најпопуларниот пакет во моментов, бидејќи за 32.300 евра стварно добиваш all-around возило, значи високо SUV, фамилиарно, просторно, комотно, со сите безбедносни системи, со сите удобности. Но јас ќе ви кажам само да доплатите разликата од 2000 евра, бидејќи концепт со мануел менувач, бидејќи имате и таква опција, чини 30.300
додека автоматската изедба како и тука чини 32.300 евра. А искрено многу разлика прави, особено во урбаниве средини и на автопат, едноставно да биде полагано. И она што ќе си кажете, не, пониска потрошувачка има тука со автоматскиот менуар за разлика од мануелниот. И да, ако збориш дека нема да имаш доволно кејф со автоматски менуар, тогаш уопште не треба да гледаш SUV. Ако сакаш мануелец, нормален SUV, градски, фамилиарен, тогаш гледај автоматик. Ако сакаш забава со мануелец, тогаш барај нешто друго, не барај SUV. Искрено, дечки, за оваа епизода ми е многу кејф, бидејќи во исти момент, во иста епизода се прикажани две возила, односно два пакети, два модели, за да можете точно да видите која е разликата од пакет до пакет и точна слика да знаете за што станува збор, за што доплаќаш. И дополнително на тоа, да го видиме најпопуларниот автомобил во Македонија, па и пошироко. И многу ме интересира вашето мислење сега во коментар да пишете што мислите, зошто Спортаж е најпопуларен, зошто толку многу ве интересира, едно ваше мислење. И нормално ќе ве замолам за subscribe, бидејќи со вашата поддршка го возможувам ова, го возможувам она што до сега не било видено во Македонија, за на вас да ви биде едноставно подобро и полесно. Ви благодарам за целата поддршка до сега. Пишете коментар, како што кажав, лајкнете, споделете го видео, бидејќи на таков начин ќе се прошири цела оваа наша приказна и се гледаме веќе наредна недела со ново видео. Чао!